Го следите новото издание на регионалните вести. Во овој летен период, кога печалбарите доаѓаат со своите возила, а со тоа и се зголемуваат потребите за паркирање, општина Тетово повторно одлучи бесплатно да се паркираат автомобили во дворовите на неколку училишта во Тетово. Летниот период е време кога во Тетово уште повеќе се зголемува сообраќајниот метеж, бидејќи доаѓаат печалбарите со своите возила. Поради зголемената фреквенција на автомобили и недостиг на паркинг места од службите на општина Тетово, велат дека се одлучиле дел од јавните простори во градот да ги прилагодат за паркирање. Во функција на намалување на метежот кај во сообраќајот во општина Тетово, општина Тетово, односно јавното претпријатие што управува со јавните паркиралишта во општина Тетово, ги отворил и за паркинг простор и дворовите од училиштете, односно двата двора на основните училишта Лирија и Истигвал и во Тетовската гимназија. Од локалната самоуправа повторно најавуваат дека ќе се проширува зонското паркирање на дел од постоечките улици, како и на други. Исто така, јавното претпријатие има подготвено и проект за проширување на зонското паркирање. Истиот е испратен за согласност во секторот за внатрешни работи во Тетово и истиот ги опфаќа дел од булеварот Илинденска, Благојатовска и улицата Тодор Циповски Мержа. Во зависност од финансиските можности од општината се најавува и изградба на паркинзи од затворен тип. Поради градежни работи на туристичкиот центар Попова шапка, водата од градскиот водовод во Тетово, според мерењата извршени од Центарот за јавно здравје, е неисправна за пиење. Испитувањата покажале голема заматеност. Центарот за јавно здравје апелира водата да не се пие се до следните испитувања. Гостиварската општа болница доби донација од апарати, опрема и помагала во вредност од 300.000 евра. Помошта која ќе го подигне квалитетот на услуги и нега во болницата е обезбедена преку семејство иселеници во Норвешка. Разна апаратура, опрема, медицински помагала и материјали се дел од донацијата со која се поднови општата болница Ферит Мурат во Гостивар. Донацијата, чија вредност достигнува околу 300.000 евра, е обезбедена преку семејството Фейзулаи и селеници во Норвешка со гостиварско потекло. Нови апарати и опрема има за речиси сите оделенија во болницата. Тие ќе придонесат за поквалитетна услуга и нега на пациентите. Донацијата се состои од апаратура и други медицински помошни помагала. Вредно е да се спомне, се работи за еден микроскоп кој е за спинална хирургија, за операција на кичмата, потоа имаме екоапарати, имаме апарати за контрола на очите, имаме диатерми за во сала, за анестезија и многу други, низ, да не ги набројам сите. Значи, како што спомнав, вредноста е околу 300.000 евра. Вие знаете добро, значи, во каква состојба не само Гостиварската болница, туку и сите болници во Македонија како се. За секоја болница добре дојдена е било каква донација. Меѓутоа, кога ќе се земе во обзир оваа донација со вакви апаратури, мислам дека овдека човек не може ни да даде текст како тоа да го опише. Многу ќе имаме потреба од ваквите апарати. Јас сум многу захвален као градоначалник и во моето име, во име на мојата администрација, во име на сите граѓани, поможе на регионот, сме захвални и благодарни на Рамис Фейзулахи за донацијата што го има донесено за нашата болница, што ќе го користат нашите граѓани, а имаме прекрасни доктори што ќе ги стават во употреба. Еден од членовите на семејството донатори, ментор Фейзулаи, кој самиот по професија е лекар, рече дека идејата да помогне на Гостиварската болница се родила уште додека студирал медицина. For the donation, I mean, it started as an idea already when I was a student of medical school. And Кога бев студент по медицина, имав многу голема желба да остварам една ваква акција и размислував на кој начин тоа може да се реализира. Сега сум среќена што желбата и идејата станаа реалност. Ние како лекари секогаш треба да бидеме хумани. Ние даваме заклетва дека медицината не познава граници, раси, нација, туку дека треба да се ставиме во служба на сите луѓе. Во знак на благодарност и добрата соработка, управата на болницата додели благодарници на семејството Фейзулаи, како и на заменик директорот на Царинската управа Лавдрин Велиу,
и на неколку бизнисмени кои помогнале за транспорт на донацијата од Норвешка до Македонија. Топло и сончево време со високи температури преовладува деновиве. Според синоптичарите, со почетокот на следната недела не очекува освежување со посвежо време и врнежи од дожд. Деновиве државата е зафатена од нов топол бран со температури над 30 степен. Според синоптичарите, од почетокот на следната недела не очекува освежување со посвежо време и врнежи од дожд. Во Републикава во подневните часови веќе температурата е до 33 степени во Гевгелија, а во Тетово температурата во 12 часот е 28 степени и дува слаб претежно североисточен ветер. До крајот на денот низ Републиката ќе се задржи сончево и многу топло со слаб претежно северен ветер. Ќе биде максималната температура во интервал од 29 до 36 степени. Во Тетово температурата до 31 степен. Инаку во текот на ноќта ќе преовладува претежно ведро, а во утрешниот ден повторно ќе имаме сончево и многу топло време. Температурите низ Републиката од 31 до 38 степени, а во Тетово температурата до 35 степени. Вака ќе се задржи и во неделата, но на северозапад па и во Тетовскиот регион ќе имаме зголемена облачност кон крајот на денот и услови за појава понекаде на краткотраен дожд. Веќе од понеделник ќе имаме претежно променливо облачно време со нестабилност во попладневните часови, температурите во понеделник и вторник полека ќе опаѓаат, а со нестабилноста во попладневните часови ќе имаме и појава на грмежи и пороен дожд. Условите за нестабилност веќе од средината на следната недела ќе се намалат. Во текот на деновите со високи температури, лекарите апелираат за заштита од директна сончева изложеност, избегнување престојно отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, конзумирање лесна храна и течности, а особено да се внимава при подготовката и конзумирањето на храната. На хронично болните лица им се препорачува редовно да ја земаат пропишаната терапија. Маж со прострелна рана пронашла полицијата покрај паркиран автомобил на магистралниот пат Гостивар-Кичево. При претрес на домот на 21 годишен гостиварец, полицијата пронашла нелегално оружје. Следуваат случувањата од билтенот на МВР. Вчера околу 20 часот и 15 минути на магистралниот пат Гостивар-Кичево кај местноста викана Сеферов бунар, полициски службеници забележале паркирано патничко моторно возило Шкода Фелиција со охридски регистарски таблици, а до возилото бил пронајден починат 63 годишен жител на кичевското село Трапачин Дол со прострелна рана во пределот на главата нанесена од огнено оружје, соопшти МВР. Покрај истиот бил пронајден и пиштол. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и екипа од полициската станица Кичево. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е дадено за обдукција. Вчера во периодот од 18 до 18 часот и 45 минути, полициски службеници по претходно обезбедена наредба за вршење претрес во дом и помошни простории извршиле претрес во домот на 21 годишен гостиварец. Како што соопшти МВР, при тоа пронајдени се пиштол со придушувач, 7,6 мм и 57 куршуми, 38 куршуми и пиштол за кои не поседувал одобрение. Со потврда за привремено одземени предмети пронајденото оружје одземено, а гостиварецот е приведен и задржан во полициската станица Гостивар за понатамошна постапка. Во Тетовското село Пирок вчера околу 13 часот во местноста викана Суви Брест настанал пожар на околу 20 декари неожнеани ниви, засејани со пченица, дел изнајмени, а дел собственост на 63 годишен жител на Пирок. Пожарот е изгаснат од екипи на територијалната противпожарна единица Тетово и локалните жители. Извршени увити се преземаат мерки за утврдување на причините за настанување на пожарот и за целосно расчистување на случајот. Од полицискиот билтен
постигне информацијата за кривична пријава против 26-годишен државјанин на Албанија поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. На 19 овој месец околу 22 часот во село Неготино од страна на полициски службеници од полициската станица Галате извршен е преглед над пријавениот и се пронајдени 10 најлонски зипрекеси со нето маса од 21,5 грама наркотична дрога марихуана. Со цел да се поттикне учеството на граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално и на национално ниво, организацијата Цивил Центар за слобода со поддршка на УСАИД во следните 3 месеци ќе го реализира проектот Караванот на слободата. Во повеќе градови во земјава, меѓу кои и во Тетово и во Гостивар, ќе се одржат големи концерти како и уметнички перформанси, дебати и работилници. Денес сме во Тетово да го представиме Караванот на слободата. Тоа е еден караван кој што во наредниве 2,5 месеци ќе се одвива во повеќе градови во Македонија. Ќе има големи концерти во 6 града и 3 големи концерти во Скопје и ќе има повеќе помали мултимедијални настани во општините кои што гравитираат кон овие големи градови. Целта на караванот е да се поттикне преку уметноста и преку културата активното учество на граѓаните. Сакаме да им покажеме на граѓаните дека во Македонија има уметници кои што творат ангажирано, кои што не прават компромис со нивната уметност и зборуваат за слободата. Се што треба е граѓаните да разберат дека никој не може да им го одземе тоа право да зборуваат слободно, да творат слободно и активно да се вклучат во општествениот живот, активно да партиципираат во донесувањето на одлуки на локално и на национално ниво. Концертот во Тетово, големиот концерт ќе биде на 26 август. На 25 август ќе бидеме во општините Боговине, Джепчиште и во општина Гостивар. Таму ќе организираме мали настани и ќе организираме транспорт за граѓаните од овие 3 општини за да дојдат наредниот ден во Тетово. Освен големиот концерт на 26 во Тетово ќе има и уметнички перформанси, ќе има поетски читања, ќе има визуелни артисти кои што ќе творат на лице место, ќе има филмски проекции, ќе има проекции на разни визуелни содржини кои што зборуваат за слободата и за активната вклученост на граѓаните. Ги покануваме граѓаните на Тетово и на Полошкиот регион да дојдат на тој концерт и да учествуваат во активностите на Караванот на слободата. Моментално ние сме дојдени тука, меѓу другото, должност ни е да се видиме со групите музички од Тетово, со уметниците од Тетово, затоа и овој отворен ден во Тетово, каде што ќе им ги представиме активностите на Караванот и начините на кои што може да се вклучат. Со полагање на свежо цвеќе пред споменикот во Непроштено, утре ќе се одбележи 15 годишнината од кобните настани случени во 2001 година. Местното население на Непроштено апелира за присуство на настанот на кој ќе им биде оддадена почит на настраданите. Со положување на свежо цвеќе пред споменикот во Непроштено, утре ќе се одбележи 15 годишнината од кобните настани, случени во 2001 година. Местното население на Непроштено апелира за присуство на настанот на кој ќе им биде оддадена почит на настраданите. Се навршуваат 15 години од кобните настани кои се случија во 2001 година. Настани кои оставија неизбришливи траги во душата на Непроштено и непроштенчани. На 23.7.2001 година Крсто Гоговски, Цветко Михајловски, Васко Михајловски и Стојан Михајловски, сите од село Непроштено, беа жртви на теророт извршен врз цивилното население, само затоа што го сакаа своето село, својот куќен праг, својот род, својот дом, својата родна земја Македонија. Тагата по нашите комши, браќа, сопрузи, татковци, роднини и пријатели, и после 15 години не стивнува. На 23 јули 2016 година во 17 часот и 30 минути местното население од село Непроштено ќе оддаде должна почит и внимание кон своите соселани кои беа киндапирани во 2001 година, положувајќи свежо цвеќе на споменикот кој е подигнат во нивна чест, соопштуваат од местното население на Непроштено. Местното население ги повикува сите граѓани на Република Македонија, владини и невладини организации и здруженија да присуствуваат на ова одбележување.
Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека не постојат пречки за продолжување на вонредната состојба во земјата над 3 месеци. Вонредната состојба беше воведена вчера, потек за кој Ердоган оцени дека е неопходен по неуспешниот државен удар на 15 јули, во кој загинаа 260 луѓе и над 1500 беа ранети. Во интервју за Reuters, Ердоган повтори дека зад пучот стоел турскиот свештеник Фетула Ѓулен, кој живее во САД. Досега во Турција се приведени над 10.500 луѓе, вклучувајќи и 100 генерали. Парискиот јавен обвинител Франсуа Молен денеска изјави дека напаѓачот, кој со камион усмрти 84 луѓе во Ница, со месеци го планирал нападот и имал соучесници. Тој изјави дека во телефонот на напаѓачот Мухамед Булел се пронајдени фотографии и пребарувања кои покажуваат дека го планирал нападот уште од минатата година. Обвинителството денеска покрена прелиминарна истрага за тероризам против 5 мина уапсени, за кои постои сомнеж дека му помагале на напаѓачот. Францускиот председател Франсуа Оланд изјави синоќа дека разбира оти на Велика Британија и е потребно време за да се подготви за преговорите за излез од ЕУ, но би требало тоа да го направи што поскоро. Оланд това го изјави на заедничката пресконференција со новата британска премиерка Тереза Меј во Париз. Тој ја повтори позицијата на Франција дека Британија може да има пристап до единствениот пазар само ако ги прифати 4 принципи на слободата на Европската унија, вклучувајќи и слободата на движење. Меѓународната организација за миграции денеска соопшти дека очекува бројот на загинати луѓе во Средоземното море од почетокот на годината во следните денови да се искачи до 3000. Од почетокот на годината во обид да го преминат Средоземното море загинаа 2977 мигранти и бегалци. Се претпоставува дека има уште околу 25 тела на бродовите кои во моментот се движат кон италијанскиот брег. Се навидува во соопштението на ИОМ. Речиси сите смртни случаи годинава се регистрирани на маршрутата меѓу Либија и Италија. Доналд Трамп ја прифати номинацијата на Републиканската партија за председател на САД, ветувајќи американизам, не глобализам, доколку биде избран за Белата куќа. Тој го обвини веројатниот негов ривал од Демократската партија Хилари Клинтон дека оставила зад себе смрт, деструкција и тероризам. Обраќајќи им се на делегатите на последниот 4ти ден на Републиканската конвенција во Кливленд, Охајо, бизнисменот, милиардер и поранешна звезда на телевизиски реалити шоуа Доналд Трамп изјави дека Соединетите држави се соочуваат со момент на криза и вети дека неговиот план ќе ја стави Америка на прво место. Денес имавме сончево и топло време. Утринската температура се движеше од 15 до 24, а дневната од 24 до 33 степени. Утре не очекува сончево и топло време. Утринската температура ќе се движи од 15 до 25, а дневната од 25 до 36 степени. Со информацијата за времето ги завршуваме денешните регионални вести. Пријатно!